Среда 11 јуни 2025 година, ова е терминот за дневник на КТВ. Управата за финансиска полиција до основното јавно обвинителство Кавадарци поднесе кривична пријава против СН во својство на градоначалник на општина Росоман. Во соопштението доставено до нас од Управата за финансиска полиција се вели: пријавениот СН во својство на градоначалник на општина Росоман во текот на 2022 и 2023 година постапил спротивно на Законот за градење, член 58, а во врска со член 205 став 1 и член 209 од Законот за општа управна постапка, на начин што изготвил 6 лажни јавни исправи, од кои 4 одобренија за градење и 2 одобренија за реконструкција на улици. Истите во текот на 2022-2023 година ги употребил како вистински во правниот промет, а при тоа, иако бил должен, не ги водел во јавната евиденција, односно во информацискиот систем одобрение за градење, на кој начин за период од 2022 до 2024 година искористени се парични средства во износ од 14.023.318 денари, обезбедени од страна на Центар за развој на Вардарски плански регион, Биро за регионален развој, парични средства во износ од 6.740.517 денари, обезбедени од страна на општина Росоман, и парични средства во износ од 15.134.066 денари, обезбедени од страна на Министерството за транспорт, на кој начин, спротивно на законските прописи, за период од 2022 до 2024 година, со изготвување на 6 лажни јавни исправи, одобренија за градење и реконструкции на штета на буџетот на општина Росоман, Центар за развој на Вардарски плански регион, Биро за регионален развој и Министерството за транспорт, противзаконски искористени се парични средства во вкупен износ од 35.897.901 денар, со што пријавениот го сторил кривичното дело фалсификување исправа, член 378 став 1 и 3, а во врска со член 45 од Кривичниот законник на Република Северна Македонија, стои во соопштението од Управата за финансиска полиција. Понатаму во истото се додава: исто така, свесно и со намера да се стекне со противправна имотна корист, пријавениот СН во својство на градоначалник на општина Росоман од 8.11.2021 година ги надминал предвидените износи во буџетот на општината за трошоци за репрезентација, донесени од страна на Совет на општина Росоман во текот на 2021 година за износ од 180.744 денари, за 2022 година во износ од 800.348 денари, за 2023 година за износ од 821.821 денар и за 2024 година за износ од 310.662 денари. Ги надминал и ненаменски искористил дел од предвидените износи во буџетот на општината за трошоци за горива и масла, моторни возила, донесени од страна на Совет на општина Росоман во текот на 2022 година за износ од 159.351 денар, за 2023 година за износ од 44.102 денари, подпишувајќи и овозможувајќи од сметката на општина Росоман да се исплатат парични средства за нафтени деривати за возила кои не се во сопственост на општината. Ги надминал и ненаменски искористил дел од предвидените износи во буџетот на општината за трошоци за прехранбени производи и пијалаци, донесени од страна на Совет на општина Росоман во текот на 2021 година за износ од 40.188 денари, за 2022 година за износ од 135.440 денари и за 2023 година за износ од 66.920 денари, набавувајќи производи кои не се за потребите на општината, односно купени биле повеќе видови на млечни и сувоместнати производи, поголеми количини на алкохолни пијалаци и друг вид на производи кои по својата природа се наменети за домашна потрошувачка кошничка. Неосновано склучил договори за вршење на определени работи од областа на управување со градежно земјиште во сопственост на РСМ.
со лица вработени во општина Кавадарци за 2023 година на износ од 242.000 денари, на кој начин пријавениот злоупотребувајќи ја службената положба и овластување причинил штета на буџетот на општина Росуман за 2021 година 226.811 денари, за 2022 1.081.059 денари, за 2023 1.183.597 денари и за 2024 година износ од 384.862 денари, односно за период од месец ноември 2021 до месец септември 2024 пријавениот причинил штета на буџетот на општина Росуман во вкупен износ од 2.876.329 денари, со што пријавениот го сторил кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 1 и став 4 од Кривичниот законник на Република Северна Македонија, стои на крајот во соопштението од Управата за финансиска полиција. Целосно ги отфрлам сите наводи во кривичната пријава од финансовата полиција. Ова го оценувам како политички притисок пред избори. Ке продолжам и понатаму да им служам на граѓаните одговорно како и досега, порача на денешната пресконференција градоначалникот на Росуман Стојан Николов, откако Управата за финансова полиција вчера до основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава. Почитувани сограѓани, го свикав овој прес со цел да го демонтирам се она што беше наведено во наводите на кривичната пријава поднесена од страна на Управата за финансова полиција. Прво, она што ми буди сомнеш за целата оваа постапка е тоа што финансовата полиција прв пат доаѓа во општина Росуман на 30 септември 2024 година, пошто во најкраток временски период им беше ставена на располагање и дадена целата документација која што беше барана од нивна страна. Зар ми беше потребно 9 месеци за тие да поднесат кривична пријава или на само неколку месеци пред локалните избори? Дали ова има некоја друга позадина со оглед на тоа што во одредени политички кулуари се зборуваше дека ќе биде поднесена кривична пријава пред извесен период токму против мене од страна на финансовата полиција? Во однос на наводите кои што се наведени во кривичната пријава, истите сакам во целост да ги демантирам. Прво, во делот на градежните дозволи, целосно демантирам дека се злоупотребени 35 милиони денари. Тоа се проекти кои што се целосно реализирани, целосно завршени и кои што граѓаните веќе ги користат и истите ги уживаат. По она што го видов во кривичната пријава, станува збор за реконструкција на улица во Росуман, постоечка улица во рамки на урбанистичкиот план за Росуман, како и на паркови во 3 населени места во Росуман. Овде морам да потенцирам дека општина Росуман не ги распишуваше јавните набавки за спроведување на овие проекти. Тоа го правеа органи на централната власт. Така да, општината немаше никаков допир до плаќањето по завршувањето на проектот, до надзорот, но и до се поврзано со проектите. Со самото тоа не може да станува збор за било каква злоупотреба со тоа што општината немала допир со јавните набавки. Во однос на тоа, дека сум фалсификувал градежни дозволи, документи, никогаш до сега, ниту од сега, тоа нема да го правам. Општина Росуман ја раководам одговорно и честно изминативе 4 години, така ќе продолжам и во наредниот период кој што следи. Во однос на вторите наводи, каде што се обвинувам за злоупотреба на службената положба, за противправна имотна корист, односно за наводите за репрезентации, прехранбени продукти и горива. И тука целосно демантирам, затоа што сите овие ставки се предвидуваат во буџетот, се именуваат со ребаланси, се усвојуваат со завршни сметки. Исто така целосно демантирам дека сум користел вакви ставки за да купувам прехранбени продукти, алкохолни пијалуци и ред други работи за потреби кои што не се на општината. Тоа е целосно неточно, тоа целосно не е така. Сите овие ставки се искористени за потребите на општина Росуман. Сите дел од овие ставки одат преку Советот, исклучиво за потребите на општина Росуман, а и за манифестациите кои што ги организира општина Росуман, а тука спаѓа Духовден фест, 17 декември, црквата, славата во црквата Света Тројца, потоа искачувањето на клепа, акцијата за клепа, социјални пакети, но и многу други работи. Сето ова можам
и ќе го докажам со докази и со документи пред потребните институции. Во однос на тоа, дека несовесно сум ангажирал лица од општина Кавадарци за уредување со граѓанско земјиште. Со тоа сум направил повторно злоупотреба на службената положба и тоа целосно го демонтирам. Имено, согласно со условите и начинот за вршење на работите за располагање со граѓанско земјиште во сопственост на Република Македонија, општината мора да има потребен број на лица, број на вработени лица со кои поседуваат соодветни овластувања за уредување на градушно земјиште. Тоа се прави согласно бројот на жителите. Општина Росоман согласно бројот на жителите треба да има минимум 2 лица. 2022 година, за која што ме теретат во кривичната пријава, општина Росоман има само едно лице со такво овластување, бидејќи второто лице си дава отказ од работното место. За да се стекнат со вакви овластувања, потребно е да биде распишан оглас од страна на ЗЕЛС. Меѓутоа, во тој период таков оглас немаше и поради тоа, а врз основа на договор за меѓуопштинска соработка со општина Кавадарци, ангажиравме 2 лица за уредување на градушно земјиште. Целта беше процесот за располагање со градушно земјиште да се одвива нормално, секако и во согласност со законот, а сите странки, сите оние лица кои што имаат поднесено барање за уредување со градушно земјиште, да своите постапки му се одвиваат нормално. Почитувани, поради се ова што кажав претходно, очекувам јавното обвинителство ваквата пријава да ја отфрли како неоснована. Жално е што функционираме по пат на соопштенија, бидејќи видовте сите вчера дека бев раснат по медиумите, а веќе и осуден на некои портали како да сум најголем криминалец. Сите знаат дека тоа не е така и дека тоа не е точно. Општина Росоман во изминативе 4 години под моје водство, заедно со општинската администрација, со советот, можам да кажам дека прерасна од рурална во урбана општина, рамо до рамо со многу други општини. За жал, кривичната пријава од страна на финансовата полиција е еден сегмент од притисокот кој што се прави врз мене изминатиот период. Замислете само пред 2 недели за документи кои што се добиваат по службен пат, со допис. Овде беа присутни 6-7 припадници на Министерство за внатрешни работи за да ги земат тие документи, не бере овде се крие некоја криминална група. Исто така, сведоци бевте и на недавањето согласности за отварање на детската градинка Праскичка. Но еве, овој мој сомнеш да се тргне на страна, ги повикувам Управата за финансова полиција, нека влезат и во други општини, слични на општина Росоман, и нека ги проверат истите наводи за кои што денес ја теретат општина Росоман. Почитувани, општината ја водам транспарентно, одговорно. 4 години на чел на општината немам злоупотребено ниту еден, ниту планирам, ниту имам намера. Ќе продолжам така и во наредниот период кој што следи одговорно, честно и транспарентно. Мојот интерес се само граѓаните, нивните потреби и доброто на општина Росоман. Се работи на партерно уредување на булеварот Светан Димов во Кавадарци, односно дотрајните патеки околу зградите се обновени и поплочени како дел од програмата за комунална изградба за 2024 година. Завршено е поплочувањето на пешачката патека на улицата Диметор Иманџов на површина од 450 метри квадратни како дел од програмата за комунална изградба за 2024, информираат од локалната самоуправа. Пренесуваме една приказна со среќен крај. Имено Сдруженијето на ловци Вардар Неготино ја врати во природа срната ленче, која пред 1 месец беше пронајдена повредена на патниот правец Демир Капија Гевгелија. Значи, оваа срна е пред месец дена најдена на патот Демир Капија долу. Еден нас сограѓанин од Корешница, Маријан, значи одма не извести и човекот, значи ние по најбрзо може ваквото и временски период го пративме ловникот и ловочуварот да ја земат. Во исто време го известивме и инспекторот по ловство Зоран Вуич. Потоа стапивме во контакт со нашата ветеринарна станица кој ни испадна во сусрет, ја прегледа срната, утврдивме дека не ема скршеници, него само набиени. Беа задните нози набиени и после ја донесовме тука во село Тремник и нашите колеги ловци, господинот Ристо Ристов, кој е заслужен за стојбата на срната. Он цел месец ја хранеше, ја одгледуваше, па сега и дојде време да ја вратиме пак во планината, кај што и припаѓа.
ова е еден гест да не мислат дека само ловците убиват, него ловците секогаш и помагаат на животните. Овдека со мене е господинот Ристо Ристов, жител на село Тремник, кај кого беше оставена срната на чување. Господин Ристо, какво беше чувството кога ви ја донесоа? Па добро, радосни, децата се радуват и јас се радувам. Му носев аранес, од лојзите му кршев филизи, од тука од црниците му кршев, пшеница да и соли да ваше и се управи средната и сега е добра. Сега може да се оде у планината. Така, како траеше тој процес освен хранењето? Имавте ли нега за незе? Дозволуваше ли да ја галите? Не дозволуваш. Како ќе ја викнам Ленче, само те заврта и гледат кај ќе ја оставам храна, ќе оде поставам, откад се тргнам ја. Така, значи не успеавте да не може. Припитоми малце. Не може, голема просторија. Така. Значи убаво чувство. Да. Дали жителите на ова село дознаат дека чувате срна? Некој да знае, некој не. Одловарше 5-6 Имаше души. ли такви кои сакаат да дојдат да ја видат? Имаш. Има Случајно некои да што видат. нема видено уопште, сакат да видат како изгледа, што изгледа. Ќе дојдат, ќе ја видат и ќе одат. Така, сега тешко ли ќе биде да се збогувате со неа? Тешко како навикната Ленче. Навикнати сте со неа. Така, меѓутоа мора да се врати во Да, природата. нека се вратам природата, поарно да кај си живеела, нека си живее. И еве веќе стигнавме во планината Серта, ловиште Липа, каде што ќе биде пуштена на слобода срничката Ленче, која месец дена живееше во село каде што Тремник, каде што беше гледана од убави луѓе и хумани луѓе. Па, ајде да видиме сега како ќе ја вратиме во природата. И еве ние ја отворивме вратата и чекаме Ленче да излезе, меѓутоа Ленче некако тешко е да се прости со нас, но ќе почекаме и ќе и дозволиме да се врати во природата. И еве, драги наши гледачи, заврши една убава приказна за една срничка која се врати во природата. Бидете хумани, сакајте ги животните. Наместо училиштата да им делат парталави и неупотребливи учебници на учениците, треба да ги пријават во електронскиот систем на Министерството за образование и наука и истите ќе бидат заменети со нови пред почетокот на новата учебна година. За оваа намена обезбедени се буџетски средства и нема потреба да ги разочаруваме ниту учениците, ниту нивните родители, кои оправдано реагираат до Министерството дека нивните деца добиваат учебници без корици и искинати страници. Ова го истакна министерката за образование и наука професор доктор Весна Јаневска на денешната пресконференција посветена на набавката на учебници за основци и средношколци за новата учебна 25-26 година. Тотален дебакал на Мицковски во економијата, инфлација од 3,3% го изеде стандардот, платите растот. Обвинување од опозиционата СДСМ. Се случува тотален дебакал на економски план. Економската политика на владата на Мицковски и ДПМН е целосно промашена. Последните податоци на Државниот завод за статистика покажуваат инфлација од 3,3%. Овие бројки не се само статистика. Тие се реалноста во секој македонски дом, во секое македонско семејство. Се е поскапено. Животот за граѓаните со ДПМН стана купи ден помини. Инфлацијата го јаде семејниот буџет, платите, но и самиот економски раст. Ова е само уште една потврда дека фалбите за некаков раст на БДП или дека сме биле четврта економија во Европа немаат никаква врска со реалноста. Тоа е една голема лага. Прво, Мицковски излажа за растот на БДП. Не е 3,4%, како што тој рече, туку 3%. Но, кога ќе се спореди со поголемата инфлација од 3,3%, значи не само што нема раст, туку е негативен. Затоа и куповната моќ на македонските граѓани во споредба со целиот регион е најмала. Македонскиот БДП по жител, според куповната моќ, е само 42% од просекот на Европската Унија. Повисок просек од нашите граѓани има дури и во земјите во регионот. Србија со 51%, Црна Гора со 53% и така натаму.
Ова е тажната реалност. Животот во Македонија е неподносливо скап. Народот има се помалку пари. Граѓаните преживуваат од ден за ден. Купуваат се помалку, го пресметуваат секој денар, одат во продавница со страв. Наместо решение и заштита на стандардот, власта предводена од ДПМН и Мицкоски реши да ги покачи платите, ама само на функционерите. За работниците ништо, нема пари. Власта има пари само за зголемување плати на функционерите. Без трошка срам, Министерката за финансии тврди дека повисоки плати ќе предизвикале инфлација. Ова е врв на безобразие. Работниците не заслужуваат ваков однос, не заслужуваат вакво понижување. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара итна промена на курсот. Владата конечно да преземе итни мерки за заштита на стандардот на граѓаните и да ги покачи платите на работниците. Јавното обвинителство да отвори постапка за криминалниот круг Филипче, Заев, Зобек Мининг побараа на денешната пресконференција од владеачката ВМРО ДПМН. Фрапирани сме од молкот во СДС и кај Венко Филипче за неговата фирма во Бугарија, джип откупен од фирма која на тендер носела Јаглен во СМ и фирмите на Заеви кои инкасирале 9 милиони од истиот тендер, а се поврзано со улицата Гоце Делчев број 12 во Петрич. Венко Филипче, сега кога е председател на СДС, е се уште и управител на бугарска фирма. Истата таа бугарска фирма на Филипче дели канцеларија со фирмата на Заев, која наплатила 9 милиони евра за ископ на Јаглен во Грција од фирма која го продавала на СМ. Фирмата која го продавала Јагленот на СМ е фирмата која му го купи луксузниот джип Ауди Q8 на Венко Филипче. Овој криминален круг, Заев, Филипче, Зобек Мининг, мора да биде растроен. Очекуваме јавното обвинителство да отвори постапка. Премногу очигледни и натацна се сите давања и земања и многу лесно се гледа политичкото влијание. А наградата, джипот за Филипче, е крунски доказ од каде почнува се. Јавното обвинителство да не молчи. Постапка веднаш, во спротива ќе се испостави дека се само заштитници на криминалците од СДС. Дали СВР Велес фалсификува службени документи за да ги заштити УМС на ВМРО ДПМН? Праша на денешната пресконференција од Социјалдемократската младина на Македонија. Денеска поставуваме сериозно и алармантно прашање. Дали СВР Велес фалсификува службени документи за да ги заштити УМС на ВМРО ДПМН од одговорност? Откако УМС на ВМРО ДПМН славеа со пиротехника, во моментот кога цела Македонија тагува по трагедијата во Кочани, скандалот стана уште поголем. УМС објави демек доказ дека го пријавиле настанот и пиротехниката, но дали е валидно и дали станува збор за фалсификат? Нема повратница од Министерството за внатрешни работи, со што би се потврдило дека оваа пријава навистина е доставена и примена во законски рок. Не е наведена количината на пиротехнички средства што ќе се користат, што е обврска според член 39 од Законот за употреба на пиротехнички средства. Но што е клучно? На документот стои ознака со број 23.23.5.5188/2. Според нашите информации, ова е интерна ознака која не ја става известителот, туку ја додава началникот на СВР по приемот на актот. Со други зборови, оваа хартија, што се обидоа да ја протнат како легален документ, постои голема веројатност дека не е реална. Очекуваме одговори од МВР и Панче Тошковски. Дали е ова фалсификат? Нема правда ако институциите фалсификуваат документи за да ги штитат партиските членови на ВМРО ДПМН. Ако ова се потврди, ќе бараме кривична одговорност за сите инволвирани, од извршителите до политичките наредбодавци. Продолжуваме со информации од спортот. Владата додели национални признанија на истакнати спортисти.
Доделувањето на националните признанија за врвни достигнувања во спортот е повеќе од формалност. Тоа е чин на длабока, искрена и заслужена почит. Признавање на животен подвиг. На луѓе кои не барале ништо, а дадоа се во својата кариера. Луѓе што ги претворија со ништото во резултати, а резултатите во национална гордост. Со оваа одлука државата воспоставува нов принцип дека врвниот спортски успех мора да се вреднува не само во моменти на еуфорија, туку и во текот на цел живот. Токму затоа овие признанија се доживотни. Тоа е конкретен израз на почит и благодарност, а не символика. Драги пријатели, не го правиме ова од куртоазија, туку од силно убедување, од уверување дека државава, ако не ги цени своите спортски херои, полека ја губи и својата душа. Државата не сме и нема да го заборави никого кој што донеле слава и чест и ја промовирали истата. Овие 22 признанија се само почеток. Почеток на една нова политика, нов систем на вредности, во кој спортот не е само надпревар, туку образец. Затоа што, ако спортот не научи нешто, тоа е дека ништо не доаѓа преку ноќ. Дека успесите се плод на долги и тешки патеки. И токму затоа, денес сме овде да ја исправиме државата пред оние што одамна ја заслужиле оваа чест. Истовремено, ова признание не е само награда за минатото, туку и порака за иднината. За сите млади таленти кои денес се на животен крстопат, кои се прашуваат дали вреди да се жртвуваат, да го дадат целото свое време, енергија и срце за спортот и за својата татковина. Со ова награда им подаваме рака и им порачуваме: Македонија ќе биде тука за вас. Ќе ве препознае, ќе ве поддржи и во рамките на своите можности ќе се одолжи. Токму како што денес им се одолжуваме на оние кои веќе го испишаа своето име со златни букви. Почитувани добитници, во ваше име се интонирани химни, развеале знамињата, испишани се спомени кои што ќе траат вечно. Денес се обидуваме, преку овој скромен настан, да вратиме со достоинство, со признание што ќе остане како траен белег за траен придонес. Ќе продолжиме да вложуваме во спортот во рамките на своите можности. Да градиме услови, но уште поважно, да градиме систем на вреднување каде што успехот нема да се заборави, а вложениот труд ќе се враќа со почит. Од моје име и од името на владата ви честитам, ви благодарам, да живее спортот и Бог да ја благослови Македонија. Со големо задоволство би сакале да ви ги врачиме наградите и да ви порачаме дека државата, владата, Министерството за спорт секогаш ќе биде тука да ги вреднува вистинските спортисти, вистинските спортски вредности и се надеваме дека во иднина ќе имаме уште многу повеќе спортисти кои што ќе постигнуваат врвни резултати, а државата ќе биде тука и Министерството да ги наградува и вреднува тие спортски успеси со кои што не само што покажувате еден одлик на дисциплина и на тоа како треба да се бранат боите на својата татковина, меѓутоа и ја промовирате татковината надвор од нашите граници. Ова признание ми значи и не е признание само лично за мене, туку и за сите со кои ја делев честа да играм, со играчи и тренери, и сите кои беа дел од заедничкиот пат. Горцом што заедно испишавме една од најубавите спортски поглави во историјата на македонскиот фудбал, но уште заедно испишавме една од најубавите спортски поглави. Бората што инспириравме нови генерации да сонуваат, да се борат и да веруваат. Чувствам гордост, но и обврска да продолжиме да веруваме во големи работи. Ви благодарам од срце. Особено ме радува што со овој закон
се поставува еден нов систем на вредности кои недостасува на нашата заедница, бидејќи создавањето на спортски идоли е големо значење и тие се живи примери за младите, покажувајќи им дека сонот е достижен, а државата се грижи и ги вреднува таквите успеси. Ова признание нека биде порака дека врвните спортски достигнувања се ценети, препознаени и поддржани од институциите и дека вреди да се сонува, вреди да се верува, вреди да се вложува. Ви благодарам од се срце за Македонија. Ракометните младинци за 7 дена ќе играат на светското првенство во Полска. Македонските младинци се во група заедно со Фарските острови, Исланд и Романија. Младинската ракометна репрезентација на Македонија стартуваше со подготовките за настапот на светското првенство во Полска. Младинците ќе работат до петок во Маврово, а во сабота заминуваат за Полска, каде ќе одиграат пријателски надпревар пред стартот на светското првенство. Ова ќе биде последна репрезентативна акција во младинските категории за генерацијата која Раде Стојановиќ ја водеше уште од пионери. Или, ако сакате, ова ќе биде четврто големо надпреварување за оваа генерација. Тие го освоја ЕХФ шампионатот за кадети кој се одржа во Рига. Потоа учествува на светското првенство за кадети во Хрватска, па на Европското првенство за младинци, каде го освоја 9-то место. Оваа генерација има еден добар континуитет, каков што досега немала ниту една генерација. Станува збор за генерацијата 2004 која селекторот ја освежи со Самуил Ристевски и Дамјан Митев, кои се 2006 годиште. Во составот за ова светско првенство за жал нема да биде кружниот напаѓач Самуил Ристевски, а селекторот повика нов ракометар на неговата позиција. Ке се обидат со Андреј Глигоров да ја надополнат празнината во одбраната, а во нападот ке се активира Дејан Михајловиќ. Селекцијата се собра некомплетна, бидејќи имаше репрезентативци кои има обврски кон клубовите, но добро е што сите се во надпреварувачки ритам. Па Стојановиќ очекува со анализи и освежувања максимално подготвени да ги пречекаме мундијалските предизвици. На кадетското светско првенство во Хрватска Македонија играше само со европски селекции, а и сега на младинското светско првенство во групната фаза за ривали ги имаме Фарските острови, Романија и Исланд. Фарските острови се во подем и секога се во топ 8. Исланд на последното европско првенство беше 6, а со романците сме играле многу пати. Нашите момци ќе се обидат да ја минат групата, но потоа би вкрстиле со велесилите од калибарот на Данска и Франција. Првиот надпревар Македонија го игра на 18 јуни против Фарските острови во Катовице, а потоа следуваат пресметките со Романија и Исланд. Сите надпревари ќе ги играме со почеток од 14 часот. Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, а температурата ќе достигне максимални 35 степени. Тоа беа содржините во дневникот, ви посакувам убава вечер.